Петнаесетто јубилејно издание на модниот викенд Скопје под мотото за индивидуалноста. Новата модна приказна вечерва и во наредните 2 дена ќе се пишува на пистата преку модните парчиња на македонски и странски дизајнери. Автентичноста на македонскиот моден дизајн представен преку убавината и посебноста на жената. 3 дена вистински празник за очи за сите љубители на модата. Како предвесник на она што ќе биде тренд сезоната која следи, македонските дизајнери преку модните линии ни ја најавија пролетта и парчињата облека која е нослива за различни прилики. На едно место модни дизајнери, блогери, новинари, имиња од светот на модата кои важат за бардови, присутни на единствениот настан во Македонија, посветен на модата и модната индустрија. Снежана Јаначковска-Богдановска со свој коментар и една кратка ретроспектива, конкретно за моден викенд Скопје, подемот и падот на модната сцена. И па еве за цело тоа време нели изминато, тие долги години веќе, навистина и тие што биле почетници тогаш, сега се веќе на некој начин нели и етаблирани, да речеме, нели препознатливи имиња, оние барем кои што опстојувале, а мислам дека повеќето се уште опстојуваат. Така да се веќе искусни нели во модата, во она што го прават во дизајнот. На почетокот нели имавме многу дотогаш феноменални имења и да, почетокот беше, меѓутоа и времето беше многу попогодно тогаш за модата, да речеме. Ако правиме ретроспектива и ако правиме паралели, сите сме свесни за во какви сега времења живееме и глобално не е тоа само ситуацијата кај нас навистина. Меѓутоа, ако имаме некакво алиби за ова што не ни е така, ниту сцената, ниту случувањата веќе го немаат тоа чувство нели на возбуда, да речеме, толку многу. Бројот на посетители се зголемува, меѓутоа учесниците се намалуваат, е ставот на Небојша Толески. Евидентно е дека од година во година е се поголем бројот на посетители кои сакаат да ја видат оваа манифестација, но исто така евидентно е дека од година во година се намалува бројот на учесници, што е голем хендикеп на самите организатори. Не знам од кои причини е тоа, така може би моменталната економска ситуација во земјата, меѓутоа економската ситуација во земјата со години е таква, така да може би сепак нешто друго е во прашање. Така да во секој случај сметам дека е добро да се има ваков настан, еден е единствен за жал, не постои некој друг, меѓутоа доколку се нема квалитет, ќе покажеме квантитет. Што споменати од година во година можеби се разликува. Листата која што имаме оваа година на креатори кои што ќе се представат на модниот викенд, имаме и многу млади дизајнери, така беше претходната сезона. Многу поретко ги гледаме оние имиња кои што се бренд можеби на македонската мода. Зошто, што мислиш, зошто тоа е така? Видете, модниот викенд треба токму да биде место каде што ќе ги собере младите дизајнери на едно место за да имаат можност да се представат. Од гледна точка што тука им е се обезбедено, одма некенки, фризура, шминка, осветлување, рампи, писти и се останата што следи во за една модна ревија. Така да на едно место добивате се, цените не знам како се движат, меѓутоа претпоставам дека се калкулира во тој поглед, но во секој случај е добро што ги има младите дизајнери. Зошто ги нема старите дизајнери? Тоа е прашање кое треба да ми го поставивте, на кој што јас треба да одговорам. Може би се презаситени од ваков тип на настани, може би се преценуваат себе и се сметаат дека не е добро представување на моден викенд, а подобро би било сами да направат ревија.
па тогаш зошто не направат сами ревија, пошто нема ни такви ревии и тоа е доста скапо вложување. Во сето тоа не можам да дам конкретен одговор, но штета што ги нема старите таблирани дизајнери на вакви модни настани. Во секој случај и тие треба да ги представат своите колекции некаде и ние треба да ги видиме. А ова е едно од подобрите места каде што може да ги представат. Секаде во светот сите познати дизајнери ги представуваат своите колекции на модните недели. Модниот дизајнер кој својата работа ја усовршуваше низ светските метрополи и патешествијата кои ги имаше со иконите на светската и париската мода, Изет Цури, со своето присуство на модниот викенд Скопје, како посетител, но и професор на своите талентирани студенти, кои имаа свој деби на овој моден настан. Вели Македонија има таленти, но им треба поддршка. Предпоставувам сте биле на многу модни сезони на модниот викенд во Скопје, да ми направите една ретроспектива како расте овој моден настан низ годините. Знаете што во Македонија има големи таленти. Големи таленти, меѓутоа тие немаат поддршка, тие се трудат сами. Затоа што овде постои индустријата на текстил, меѓутоа е само на лон работа. Тие немаат уште навика да земат креатори. А ја мислам дека многу брзо ќе променат или ќе се променат да прават колекции или ќе затворат. Не постојат во модата големи ствари и мали ствари, постојат добро или лош. Тоа не може ние да се равнаме со Запад, затоа што тие имат големи услови, голем избор на материјали, голем избор на работна рака, која е квалификована и така. И тоа е малку по-тешко. Меѓутоа, пошто сега постојат веќе неколку години модни школи овде, тие ќе стварат квалификовани луѓе за кратко време, неколку имиња. Сите македонци се гордеемо со неколку имиња. Интересно е што на овој моден настан се дава простори за студентите од Технолошко-металуршкиот факултет, за кои оваа 2017 година значи метаморфоза. Што всушност значи тоа, објаснува Лидија Георгиева, моден дизајнер, која оваа сезона на модниот викенд Скопје беше во улога на професорка. Можете да видите разни идеи во овој момент и на ова издание на Скопскиот Fashion Weekend. Ја презентираме фактички првата фаза, првата етапа на метаморфозата, односно фазата на чаура. Втората фаза од метаморфозата ќе се случи кај нас во јуни на Технолошко-металуршки факултет, каде што овој, да го наречеме мудборд, амбиент, ќе биде веќе претворен во облека, каде што ќе може да се види развојот на оваа метаморфоза, и третата фаза ќе биде во октомври, кога ќе покажеме ревија на Скопје Fashion Weekend. Вели овој факултет е расадник на инженери и убаво е кога дизајнерите соработуваат со научниците. Тука ги имаме и биотехнолозите кои прават сок во перли, мохито во желе, имаме и креми органски изработени, што значи дека тие кога ќе сакат да прават парфеми, сакам да ни се обратат на нас како дизајнери, а нашите идни дизајнери кога ќе прават парфеми, ќе им требаат научници за да им ги направат. Значи ги учам интердисциплинарно да соработуваат, да се запознават, да знаат кој што може да направи и да може да произведуваат. Лидија Гаджо Дамовска, како уредник на списанието Теа Модерна, кој традиционално ја следи и негува домашната, но и светската модна сцена, вели овој настан е визија на дизајнерите за иднината. Моден викенд кој треба да биде личната визија на дизајнерите за иднината. За иднината каде ќе се движи модата воопшто во наредната година. Не мора да е тоа во оваа сезона, тие се предвестници на она што ќе се случува во иднина. Гледам исклучително за прв пат толку многу млади имиња на списокот на модни креатори, тоа исклучително ме радува, што пак од друга страна покажува дека интерес за мода има и од двете страни, затоа што модата не може да обстане без другата страна, односно без побарувачката. Мислите ли дека доволно е третирана модата во многу ретките што ги имаме магазини кај нас? Еве споменавме Теа Модерна, можеби единственото списание кое што се занимава
со тоа? Теа модерна има зацртано дека треба да биде промотор на домашната модна сцена, на она што домашните модни креатори го создаваат. Затоа што се друго е каталог за продажба. А Теа модерна се занимава со уметноста. Уметноста на тие луѓе кои создаваат парче уметност кој ние го носиме на себе. Модниот свет не би бил целосен доколку во него ги нема манекенките и моделите кои ги носат дизајнираните парчиња. Модното студио Црнокрак со години наназад е пријател на овој моден настан. Мики Црнокрак вели да се организира настан од ваков калибар е навистина тешко и макотрапно, но со поддршка истиот може да постои како што тоа е пример со модниот викенд Скопје. Бидејќи е стручен во тоа поле, прашавме. Спомена дека сте соработници со модниот викенд Скопје, твое гледање на манекенките кои што ги гледаме тука на модните писти, дали се прави вистински избор за тоа, нели, за изборот на манекенки, меѓутоа и за тоа како ќе го износат тоа парче облека и да го представат пред присутните? Секој дизајнер си има своја приказна, своја визија како треба да изгледаат манекенките, односно како треба да изгледаат оние кои што ќе ги износат нивните модели. Но, кажав, условите се такви што нема баш голем избор и треба да се прилагодуваат. Исти манекенките работат за повеќе дизајнери, но мислам дека изгледа све коректно и дека се сногаме, дека треба да се прилагодиш, знаеш, сепак е во Македонија и сепак сме ние многу далеко од оние модни збитнувања кои ги гледаме низ светот, но кажав, треба да се поддржат обидите за голем настан, сепак ова би требало да е најголем моден настан во Македонија во годината. Што мислиш, има ли оваа година некоја девојка што е впечатлива? Имаше избор, нели, на модниот викенд како избор за нови девојки кои што треба да се пријават. Ајде, овде е пообјективно за тоа, сепак, нели, модното студио Црнокрак е дел од модниот викенд. Во последно време нема манекенки кои се препознатливи. Знаете, порано, нели, Натали Грубович, Викторија Јаначковиќ, Надица Георгиевска, Светлана Црнокрак. И да не ги спомнувам, имаше многу кои ги знаеа сите како манекенки, кои ги препознава на секое место, додека сега еве прашајте 90% од присутните не верувам дека би знаеле ни една со име и презиме. Али како група мислам дека се функционира, нели, дека можеби таков е трендот да не се некои препознатливи ликови, али како екипа, како група на модели да може да се ја завршат својата работа и сите на крајот да бидат среќни и весели. Во модниот свет во последните неколку години феноменот наречен моден блогер зазема голема важност, но исто така и можност за директно, но и индиректно да се вклучат во модата. Кај нас модните блогери полека но сигурно ги зафатија првите редови на модните ревии. Колку модните блогери се третирани како што треба на еден ваков моден настан, како што е единствен, можеби, Fashion Weekend Скопје? Да, Моден викенд е единствената, нели, модна платформа кај нас. Јас сум задоволна од третманот од организацијата кон модните блогери и сметам дека тој однос е взаемен. Ако покажеш почит ќе ја добиеш за возврат. Нашето редовно доаѓање тука укажува на тоа дека ние сме одлучни да ја следиме модната сцена и организаторите го препознаат тоа и можеби не можам да зборувам за целата блогерска сфера кај нас, меѓутоа оној потесен круг на пријатели блогери што јас го имам, редовно доаѓаме и одлично се забавуваме на секоја сезона. Некој начин сте и критичари на модната сцена, кажувате што е добро, што е лошо. Колку мислиш дека тоа е опфатено во, не знам, еве кај нас во однос на новинарството? Дали модата се третира како што треба и доволно? Блогот како платформа е меч со две острици. Од една страна имаме слободата да го кажеме оно што го мислиме без цензура и без уредувачка политика од страна.
Меѓутоа тоа значи дека ние самите треба да внимаваме од кој аспект го третираме настанот и секогаш да имаме издржани коментари за тоа што го кажуваме. Тоа што сме пријатели со некои од дизајнерите не ни дава за право да кажуваме празни фалби, меѓутоа кога нешто е добро треба да се похвали. Следите и светска модна сцена, колку можеме да застанеме рамо до рамо со модните викенди или недели што се случуваат во метрополите? Сум немала можност лично да присуствувам на некои од тие настани, така што би било многу нефер да ја правам споредбата. Меѓутоа, од она што можам да го видам од страна како наблюдувач, можам да кажам дека правиме напори. Треба да имаме предвид дека модната сцена како таква не функционира засебно, таа е во склоп на една поширока модна индустрија, индустријата пак во поширока смисла е склоп на стопанството на една земја. Така што со оглед на тоа и каква е моменталната ситуација во земјава, мислам дека модниот викенд прилично добро се држи со континуитет ако ништо друго. Индивидуалноста во модниот свет се славеше во нашата метропола. Македонски модни дизајнери својата креативност ја распослаа на модната писта и покажаа дека имаме квалитет и таленти за кои треба да слушне светот. Имаме и девојки кои знаат како тоа треба да го представат на публиката, но и критичари за кои позитивните и негативните критики се релативни. Можеби не можеме да застанеме рамо до рамо со модните случувања во светските метрополи, но барем знаеме дека се движиме во нагорна линија. Модата е она што се нуди 4 пати годишно од страна на дизајнерите, а стилот е она што вие ќе го изберете, вели Лорен Хитон. А Коко Шанел пак ќе каже: модата поминува, но стилот останува вечен. Затоа бидете своји и индивидуални. Вашиот личен стил е вашето модно оружје.